Од утре на Пладнепа во наредните 7 дена ќе има целосна блокада на граничните премини за влез и излез на товарните возила. Камионските транспортери од цел Балкан ги паркираат камионите на границите, незадоволни од новиот систем за влез и излез од Европската Унија, со кој поради броењето им се скратуваат деновите за престој на возачите. Протестот е заеднички на камионските превозници од Србија, Босна и Херцеговина, Црна Гора и Македонија. Сите гранични премини кај нас ќе бидат затворени за товарен сообраќај, а ќе нема проблем за влез и излез на автобусите и патничките автомобили. Ние од наша страна како превозници решивме да ги затвориме следните гранични премини. Тоа е Девербаер, Делчево, Ново село, Дојран, Богородица, Меджитлија, Чафасан, Блато на Дебар и Блаце, додека Табановце останува отворен од наша страна, меѓутоа нашите колеги од Србија ќе го блокираат. Муратовска алармираше дека новиот систем, особено од 10 април, кога веќе ќе започне електронското броење, ќе го поскапи транспортот на стоки и ќе ги пропадне не само нашата, туку економиите на цел Западен Балкан. Но проблемите се веќе започнати. 100 босански транспортери со полиција се гонети, ставани во притвор и депортирани, бидејќи го надминале лимитот од 90 дена. Муратовска вели такви случаи имало и со наши превозници. Овие лица не се терористи, не се мигранти, а со нив се постапува како да се најголеми криминалци, реагира таа. Дека последиците ќе бидат сериозни за бизнисот, алармираше и првиот човек на Стопанската комора Бранко Азески. Не решава ништо за подобрување на обраделена област во Европската Унија, создава сериозни проблеми за нас. Очекуваме од понеделник реакциите се прошират во сите земји кои што се погодени од ова. Не очекувам брзо решение, али очекувам повлекување на одлука. Дека е можен колапс на македонската економија предупреди министерот за транспорт Александар Николовски. Рече дека се работи за навистина сериозен проблем за кој што било дискутирано со Европската Унија, но дека од нив не наишле на разбирање. Камионските транспортери се револтирани бидејќи за сите други транспортни дејности има решение, само за нив не. Велат решението е едноставно и за нив да важат одстапките кои важат за кабинскиот персонал во авионскиот, бродскиот и железничкиот транспорт.